кувайте, вие не може да издържите. Как кајте Орангеловец? Напоснали? Таму ќе шкипат леđани. Кој е тоа број фактура? Чекај, Марче, Сиренце. Добро, Марче, добро. Ја Рисиче почини. Јави се. Здравствуйте. Дайте ми гади. Рече. Еве разговор стигнале 3400 евра. Мислам 3900 евра за Отворам 51-та седница на Совет општина Кавадац и закажувам за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може важно да одлучува по предложение од дневен ред. Колеги, само уште проверка да не направиме грешка. Идеме редоследно, ги читам советните, вие сега присуствувате да го потврдите. Јана Гркова. Тука. Магистер Горица Пиливанова Вилкем. Тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Дрварова. Тука. Весна Георгиева. Тука. Развигор Кабрамов. Тука. Митко Камчев. тука. Анита Каркутова Гинова. Тука. Душица Крстич. Да. Тука. Божанка Минова. Тука. Тони Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Тука. Петар Николов. Тука. По телефон го слушнав. Ташо Радњевски до мене. Ристо Сакалиев. Јосо Стојанов. Тука. Блаже Тасев. Тука. Тука. Никола Трендафилов. Тука. Лазар Туриманџов. Со решението за свикување на денешната седница доставени записник од 50-та седница на Совет на општина Кавадац е одржан на ден 16.12.2020 година. Да има забелешки по записникот од 50-та седница на Совет на општина Кавадац. Ве молам кој е за усвојување на записникот од 50-та седница на Совет на општина Кавадац. Има ли против? Нема. Едногласно за. Констатирам дека е усвоен записникот од 50-та седница на Совет на општина Кавадац. Со решението за денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадац за 2021 година, четврти квартал. Втора, предлог одлука за утврдување на изглед на фасади на колективни стамбени објекти на подрачјето на општина Кавадац. Трета, предлог одлука за кофинансирање на проект реконструкција на водоводна линија за краци на улица Ленденска, крак на улица Маршал Тито со асфалтирање. Четврта точка, предлог одлука за кофинансирање на предлог регионален проект инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство за општина Кавадац и Росуман, Неготино и Демир Капија. Пета точка, предлог одлука за давање согласност за спогодбено склучување на договор на набавка на моторни бензини и дизел горива број 19.5789/8 од 1.12.2020 година. Предложената точка 6 се изима од дневниот ред и согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадац и предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница со точка годишен извештај за единиците на локална самоуправа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите во општина Кавадац. Согласно Деловникот, молам за продесување за предложена точка на дневен ред. Кој е за или против? Има ли против? Нема. Едногласно за. Констатирам дека усвој предлог дневниот ред да се дополни со точка број 6 годишен извештај на единиците на локална самоуправа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите во општина Кавадац. Со предложената точка 7 се изима од дневниот ред
И согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница со тоа локален акционен план и програма за Комисијата за родова равноправност за 2021 година согласно Деловникот молам за по предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Не, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка 7 локален акционен план и програма на Комисијата за родова равноправност за 2021 година. 8 точка. Извештај за реализација на програмата за активности на општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2020 година. 9 точка. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадаци за 2020 година. 10 точка. Предлог од донесување на детален урбанистички план за урбанистички 14 дел блок 14/8 основно училиште Динка Габер општина Кавадаци. Плански период 20-25 година. 11 точка. Предлог одлука за донесување на техничка исправка на урбанистичкиот план на градежна парцела 17.57 урбанистички план на село Сопот, катастарска општина село Сопот, Кавадаци, донесена со одлука со ред број 08-3604/20 од 10.7.2019 година. 12 точка. Извештај за спроведени управни постапки за утврдување на правен статут. Извештај за спроведување на спроведени управни постапки за утврдување на правен статут на бесправни изградени објекти на територија на Кавадаци. 13 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичка планска документација за објекти надвор од планскиот опфат. 14 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправни изградени објекти со намена на земји. 15 одлука за утврдување на предлог одлука за уредување и опремување на детски игралишта во општина Кавадаци. 16 точка. Извештај за реализација на програмата за заштита и благосостојство на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња текнати на јавни површини без присуство на сопственост за 2019 година и 2020 година. 17 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за заштита и благосостојство на животните, третман на бездомни куќиња, односно нерегистрирани и регистрирани куќиња за текнати на јавни површини без присуство на сопственикот за 2021 година. 18 точка. Предлог одлука за откажување на користничко право на недвижен имот на КО Кавадаци. 19 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 55/2 повред основен суд Кавадаци. 20 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 58/20 поведен пред основен суд Кавадаци. 21 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 62/20 поведен пред основен суд Кавадаци. 22 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет ВПП број 65/20 поведен пред основен суд Кавадаци. 23 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 54/20 поведен пред основен суд Кавадаци. 4 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 61/20 поведен пред основниот суд Кавадаци. 25 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување за судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 59/20 поведен пред основен суд Кавадаци. 26 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 6/20 поведен пред основен суд Кавадаци. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 64/20 поведен пред основен суд Кавадаци. Во точка 28 се изиме намената натаму разгледаното менува бројот
на тому редоследно се менува бројот на точките. 28 точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за ослободување од надомер за користење простор пред деловните простори за вршење на дејност и намалување на висината на комуналната такса. 20 точка, предлог одлука за примење на движна ствар патничко моторно возило Мерцедес од Агенција за управување со одземен имот Скопје. 30 точка, предлог одлука за примење на движна ствар товарно моторно возило Volkswagen од Агенција за управување со одземен имот Скопје и давање на трајно користење на ЈП паркинг Кавада. 31 точка, предлог одлука за примење на движна ствар 1 комплет спасување систем од Дирекција за заштита и спасување и давање трајно користење без надомест на територијална противпожарна единица Кавадаци. 32 точка, предлог одлука за примање на движна ствар 1 комплет сет воздушни перничења од Дирекција за заштита и спасување и давање трајно користење без надомест на територијалната противпожарна единица Кавадаци. 33 точка. Предлог одлука за примање на движна ствар, патно специјално моторно возило од ЈЗУ, општа болница, јавна здравствена установа, општа болница со проширена Кавадац и давање на времено користење без надомест на територијална противпожарна единица Кавадац. 34 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро, метални столбови за тротоари од Друштво за производство и услуга Кушовчанка Доел у Изоска. 35 точка. Предлог одлука за примање донација материјално добро, техничка документација, проект за инфраструктура, градежни и основен сообраќајен проект од Друштво за услуги, трговија и производство Welcome Trade Доел Кавадац. 36 точка. Предлог одлука за ослободување на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2021 година. Се извинувам, предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2020 година опожарени објекти. 37 точка. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта, паркинг Кавадац и Кавадац. 38 точка. Изменување и дополнување годишен финансиски план на јавна општинска установа локален Вински музеј за Тиквеш Кавадац за 2021 година, донесен од управниот на јавна општинска установа локален Вински музеј за регион Тиквеш Кавадац. 39 точка. Предлог одлука за субвенционирање на јавна општинска установа локален музеј за регион Тиквеш Кавадац. 40 точка. Извештај со архивски број 0202/2 од 15/2020 година за активности во КСП подиум Јадро Кавадац за 2020 година, донесен од управниот одбор на исто имената организација. 31 точка. Изменување и дополнување финансискиот план за работа на КСП подиум Јадро Кавадац 2021 година, донесен од управниот одбор на подиум Кавадац. 42 точка. Предлог одлука за субвенционирање на КСП подиум Јадро Кавадац. 43 точка. Извршај за работа на Општинскиот совет за превенција против малолетничка деликвенција на град Кавадац за 2020 година. 44 точка. Програма за работа за Општинскиот совет превенција против малолетничка деликвенција на град Кавадац за 2021 година. 45 точка. Предлог одлука за давање согласна на Мација со архивски број. Нема интернетот. Кавадац донесен од управниот одбор на Комуналец Кавадац. 47 точка. Одлука со архивски број 0264/4 од 21.2021 година за усвојување на ценовникот за одржување на полски патиш на територија на општина Кавадац, донесен од управниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Кавадац. 48 точка. Одлука со архивски број 0264/3 од 21.2021 година за усвојување на одржување на сообраќајни знаци и столбови на територија на општина Кавадац и одржување урбена опрема на територија на општина Кавадац. Донесен од управниот одбор на
јавно предпријатие Комуналец Кавадарци. 49 точка одлука со архивски број 20.64/21.2021 година за усвојување на ценовникот за жувење на оплочени улици и прередување на гранитни коцки на територијата на општина Кавадарци донесен од управниот одбор на Комуналец Кавадарци. Таму заклучи. Ви прекучите ще ми знаеш. Това много спора логираш, или само ти пише някой битен. Още не го обяви. Каде фати лист? Да, от Комуналец се пъти. Нещо, а примерно ден също го бях. Живите пресуваме ли сте? Колеги, се извинувам, имаше преки на интернет, дали ме Сега да. Сега да. Вие продолжуваме. Вики. 50 одлука со архив. Мола, слушай, Вики, слушам. само да ти кажем, уклучен съм, черката ми полага изпит. Значи, Знам, телефонски ве контактирав тебе и Петја, някой ми кога ми падне треба, барам. Ако ми треба, ще барам телефонски за гласање. 50 точка одлука со архивски број 02/53/1 од 15.1.2021 година за утврдување на висината на бодот за исплата на плати на административни службеници вработени во јавно предпријатие Комуналец Кавадарци од директорот. 51 точка одлука со архивски број 117/1 од 15.1.2021 година за утврдување на вредноста на бодот за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП паркинг Кавадарци донесена од директорот. 52 точка измена и дополнување на годинен план за вработување за 2021 година на јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци донесен од директорот на јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци. 50 точка предлог одлука за журирање на загрозеност на подрачјето на општина Кавадарци за сите од сите риски и опасности. 4 точка одлука со архивски број 04/642/3 од 10.12.20 година за утврдување пари донесен од одбор општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. 55 точка предлог измени дополнен план за вработување за 2021 година во општина Кавадарци.
Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац и предлог дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за кофинансирање на проект регулирање уредување на речно корист на река Луда Мара. Согласно Деловникот молам за произнесување предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац и предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност за размена на недвижни ствари во собственост на Република Северна Македонија и општина Кавадаци, корисник центар за уредување со кризи Кавадаци, со недвижни ствари собственост на општина Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Дали има против и воздржани? Не, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка среден број 57. Предлог одлука за давање согласност за размена на недвижни ствари во собственост на Република Северна Македонија и општина Кавадаци, корисник центар за уредување со кризи Кавадаци со недвижни ствари собственост на општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на днешна седница и тоа. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности 2021 година. Согласно Деловникот молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Има ли против воздржани? Не, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка 58. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2021 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 27.1.2021 година донација за остварување на проект на јавен интерес за АД градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадац, донесено од управниот одбор на јавно предпријатие Кавадац, Комуналец Кавадац. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка број 59, одлука со архивски број 0293/3 од 27.1.2021 година за донација на остварување на проект за јавен интерес за АД градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадаци, донесено од управниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на дневниот ред? Доколку нема, ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Има ли против воздржани? Нема, едногласно за. Одиме со точка реден број 1. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадац за 2020 година, четврти квартал. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема, едногласно за. Одиме втора точка. Предлог одлука за утврдување на изглед на фасади на колективни стамбени објекти на подрачјето на општина Кавадац. Колеги, отварам расправа. Дали бара некој збор? Не бара никој. Ја ставам на гласање. Улица Илинденска, крак на улица Маршал Тито со асфалтирање. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Рики, председателе, Повели. ја сега не е на оваа точка, покушав да се уклучам, него сакам да го питам градоначалникот уште колку фасади ни останаа за сега, може не е оваа точка, може и набор испадна во точката. Колеги, сега кажи, председателе. ќе отвориме расправа, ќе даде градоначалникот, ако нема друг Не, баш ме интересира уште колку фасади ни останаа за да се изреновират. Ајде директно ќе даде оваа точка, градоначалникот. претходно не успеав да се уклучам. Договорено, колегата, имав ја на телефон и тебе и Петар, и така можеме да функционираме. Сега сум на компјутерот, не е проблем. Почитувам председател на Сојот, почитувани советници, почитувана јавност. Да, прашањето е многу добро, пошто
Ние малку зборуваме за ова работа, мислам дека е долго значителен карактер за целокупната општина и град Кавадарци. Не, видливо е, Ја градоначалниче, луѓе коментират и това е видлива работа и, знаеш, Да. Ја би се навратил наназад во овие 3 години. Имаме некаде околу 20 фасади реконструирано во централното градско подрачје и при централното. Со овие сега кои што ви се наведени со окупниот изглед на фасади со бројка од 20 згради, завршуваме 99% во целост со реконструкција на сите колективни стамбени згради. Така да Кавадарци сите колективни стамбени згради кои што ги имаше уште од 80 години, 70, 90 и така натаки, кои што имаа потреба од освежување, пошто беа во една завидна лоша ситуација. Со ова, доколку успееме во ова 21 година, нормално најдеме изведува соодветен 20 фасади, завршуваме со сите фасади во општина Кавадарци. Во целиот град. Значи, овде се опфатени фасади и надвор од централното градско подрачје, на самите влезови во градот, како што е на Блажо Алексов, на Цветан Димов, Беласт, се оние старите згради кај градинката Ваташка, на улица Страшо Пинџур, на Иво Андрич, Ленинова, Игман, Ѓуро Салај, значи буквално сите згради што ги имаме во општина Кавадарци, кои што имаат потреба за реконструкција на нивната фасада, за да добие еден нов лик и градот, меѓутоа и целокупното колективно население нормално има добар изглед на заедничкиот стамбен простор кој што го поседуваат во општина Кавадарци. Така да со ова ги исцрпуваме сите фасади, здрави живи, ако одиме сите втор мандат или било како, во нареден проект стратешки на општина Кавадарци е енергетиката во делот на промена на кровови, али тоа е веќе за нареден буџет од 22 година, оние кои што го воде за да може стратешки да го развиваат операцији. Благодарам. Благодариме градоначалник за добрата информација. Колега, дали е задоволителен да, одговор на благодарам. градоначалник? Благодариме на тебе. Одиме, ако нема друг за дискусија, со гласање по втората точка. Има ли против и воздржани? Нема, едногласно за. Трета точка, предлог одлука за кофинансирање на проект реконструкција на водоводна линија за краци на улица Илинденска, крак улица Маршал Тито со асфалтирање. Отварам расправа. Доколку никој не разбор точки, ја ставам на гласање. Дали имаме воздржани и против? Немаме, едногласно за. Четврта точка, предлог одлука за кофинансирање на предлог регионален проект инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство за општина Кавадарци, Росман, Негојатино и Демир Капија. Колеги, одиме со расправа. Еве, Ристе, па, пошто е за земјоделие, кајнес населението се баве со земјоделие и на луѓе што баш ќе му биде потребна оваа информација или каже градоначалник за што точно станува збор. Колеги, и ние сите така размислуваме, градоначалник повели, ако сакате да дадете објаснување. Кратко, градоначалник, не мора да биде, само да знаат за што станува збор. Ова одлука ја носиме заедно со општина Росоман, општина Неготина и општина Демир Капија. На наша иницијатива, значи заедно со Плански Вардарски регион, ние како општини, споменативе, 4 општини, добиваме грант. Грантот ни е од 9 милиона денари. Значи, преку швајцарска агенција за финансирање, значи 150.000 евра грант, кој што направи општина Кавадарци направи анализа на таа работа, со ова целокупното земјоделско земјиште во 4 општини кои што ги спомнавме, Демир Капија, Неготино, Росман и Кавадарци, ќе ги покриеме со мерни станици инсталирање на смарт земјоделие. Тоа е една многу голем напредок за земјоделието. Ќе биде централно инсталиран заедно со софтвер и со компјутер во општина Кавадарци, каде што сите земјоделци со ажурирање на базата на податоците на земјоделци кои што ги имаме, на различен начин ќе добиваат информации, меѓутоа и во секој момент ќе може да влезат во софтверот да си проверат. Што значи тоа? Тоа значи какви се ветровите, колку се температурите, колку Апликација ќе има некој градоначалник па да симнат на. Ќе има ли апликација па да симнат на мобилни на компјутери? Да, комплет софтвер, ќе има апликација да симнат и да ги следат, а и ќе добиваат онлайн пораки
во делот на нивното подрачје ќе се наоѓа земјоделско земјиште. Значи, Тоа- ќе има тоа апликација за лозарство. Колку врне За- точно, например, ветер, минусни температури, плюс, такви ли работи ќе биде тоа? Да, сите податци ќе добиват онлайн, меѓутоа крајната цел на оваа работа е смарт земјоделство, да имаме ние агроном за ангажиран стручен тим, каде што во секоја подрачје, примерно во Сопот, во Марена, не знам, во Возарци или во Димирикапија, во тој атер на земјоделско земјиште дадиме стриктни насоки со какви заштитни средства и со какви пестициди треба да прскаат во даден момент, затоа што според временските услови, приликите и температурите, овие станици софтверски ќе ни ги даваат тие можности за да не прскаат, односно не прават заштитни трошкови земјоделците непотребно, што се вика на памет, него едноставно ги добијат тие информации онлайн во овие мерни станици. Ова е видлива работа, вакви мерни станици јас морам да потенцирам, да кажам дека еден од најсериозниот наш производител на грозје, тоа е компанијата Гоце Делчев, има инсталирано и верувајте дека ќе ги имате инсталирано мерните смарт станици за земјоделие, имаат 30 до 40% заштеда на препарати за заштита при земјоделието. Што значи тоа? Тоа значи дека негаш непотребно нема потреба да се прска, а во даден момент заштита ја правиш со одредена ситуација каде што ќе го заштитиш и производот. Ова е перспектива за тоа што ако сакаме да имаме квалитетно грозје и квалитетно вино, а тоа е нашата определба на Кавадарци и на другите региони како ти беше, мора да имаме што помалку употреба на пестициди и помалку употреба на непотребни средства за да добиеме поквалитетно и грозје и вино, а и тоа го докажеме контролирано во овој дел. Така да јас тука ви изразил една голема благодарност и до Планскиот вараски регион, меѓутоа и до Швајчарската агенција за финансирање, каде што 150.000 евра ни дава донација, а остаткот од $1.000.000 ќе биде обезбеден од сите други општини. Така да нашата сума е $450.000 и техничка документација која што треба да спреме. Благодарам. Градоначалниче, еве, многу добра работа и од мене една препорака до вас и до службите ваши. За ваков проект мислам дека треба службите максимално да ги информираат граѓаните за оваа работа. Значи, нека овој што проект е добро, луѓето ќе си зашпарат и средства, и нафта, и ќе му останат и повеќе пари. Луѓето треба да бидат запознато, мислам дека многу убава работа. Земјоделците. Така, покрај тоа што го споменавте дека ќе заштедат и средства и пари, они ќе добијат и многу поквалитетен производ во даден момент. Тоа е плюс. Меѓутоа, ова ќе го правиме заедно со Сдруженијата на производители на лозарство, заедно со производителите на вино и општина Кавадарци ќе формира тело кое што заедно со Министерството за земјоделие и подрачната единица преку базата на податоци кои што ги имат за производство, ние преку Сдруженијата, преку винарство, преку Министерството ќе ги информираме сите комплет и може да бидеме еден добар пример, европски пример за заштита на земјоделието. Еве, уште едно и да не бидам досаден виче, градоначалниче имаме вински музеи, ете и таму вработените може да се ангажират околу ова, да му кажуваат на посетителите, на земјоделци, сите што ќе го посетат музеот, дека општина Кавадарци го има и ова смартот, што го правиме сега, така да бидат запознати луѓе. Тоа ме е поента, луѓето да го знаат ова дека ќе го има Кавадарци. Благодарам. Да. Хвала. Благодариме градоначалник и вас колега. Одиме со дискусии, ако нема друг, одиме со гласање. Има ли против воздржани? Нема. Едногласно за. Пета точка. Предлог одлука за давање согласност за спогодбено скинување договор за набавка на моторни бензини и дизел гориво број 19-51-89/8 од 1.12.2020 година. Колеги, отварам расправа. Не бара никој збор, тоа ќе ставам на гласање. Дали има воздржани против? Нема. 19 за. Шеста точка. Годишен извештај за единиците на локална самоуправа за предокот на состојбата на еднаквите можности за жени и мажи општина Кавадарци. Отварам расправа. Може ли за 2 кратко нешто?
Ако не бара никој збор, ја замолуваме председателката на комисијата, Виолета Димитрова, да даде образложение. Повели, колешки. Јас го поздравувам градоначалникот, председателот на советот и сите присутни. И во кратки црти само за годишниот извештај, локалниот акционен план и програмата на Комисијата за еднакви можности. Со оглед на ситуацијата заради COVID состојбата во нашата држава, нашите активности беа ограничени во претходната година, меѓутоа планот и програмата за наредната година во кратки црти се следни. Водење на родово разделена статистика за вработените во општинските институции, заштита и спречување на дискриминацијата во воспитно-образовниот процес, основните систематски прегледи и анализи за превентивно откривање на болести кај жени и мажи за социјално ранливи категории во општина Кавадарци, потоа обука за внесување на родова перспектива во локалната средина, изработка, печатење и промоција на стратегија за развој на општина Кавадарци, како и жената и социјалната заштита. Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на општина Кавадарци и координаторот за еднакви можности ќе го следат текот и динамиката на спроведувањето на акциониот план преку годишната оперативна програма и ќе даваат своји оценки и предлози за неопходните промени се со цел за постигнување на утврдените цели. Извештаите ќе бидат проследени до Советот на општина Кавадарци, до градоначалникот на општина Кавадарци, како и до Министерството за труд и социјала на Република Северна Македонија. Се ќе биде со цел и во насока за унапредување на родовата рамноправност и во успоставување на еднакви можности за жените и мажите, како и обезбедување на континуирано унапредување на статутот на жените во општина Кавадарци. Сакам да ви известам јавноста, советниците, дека на 21.1.2021 година беше одржан првиот онлайн состанок со организацијата Ни женски леки за покревање на политики и буџетски иницијативи, следење и спроведување на локалните акцијски планови за родовата еднаквост. Меморандумот за соработка беше потписан од страна на нашиот градоначалник, му благодарам за несебичната поддршка. А целни групи во проектот ќе бидат граѓанските организации кои застапуваат мажи и жени од маргинализирани групи, од рурални средини, жртви на насилство, роми и екстремно сиромашни луѓе. На 17 состаноци, низ дебати за политики, буџетски форуми, 750 вклучени граѓани и 17 општини вклучуваат финанси од X буџет програма. Мислам дека ќе имаме добра финансиска поддршка и ќе ги искористиме понудените ресурси од страна на оваа организација. Уште еднаш благодарам на градоначалникот и на Комисијата за еднакви можности, како и на координаторот за несебичното залагање да успееме. Благодарам, колешки. Ако нема друг за збор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. Точка 6 ја усвоивме, одиме број 7. Локален акционен план и програма на Комисијата за родова рамноправност за 2021 година. Колеги, отварам расправа. Има ли потреба? Акциониот план и програма е пуштен на мејлот. Благодариме, колешке. Одиме со гласање, дали има воздржани против? Нема, едногласно за. 8 точка. Извештај за реализацијата на програмата за активност во општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2020 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање кој е против и воздржан? Нема, едногласно за. 9 точка. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци 2020 година. Колеги, отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Дали има против воздржани? Не, едногласно за. 10 точка. Предлог одлука за донесување на детален урбанистички план во УЕ 14 дел блок 14/8 општинско основно училиште Димката Ангел Габер, општина Кавадарци, плански период 20-25 година. Отварам расправа. Никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласно за. 11 точка. Предлог одлука за донесување на техничка
Исправка на урбанистичкиот план на 1757 урбанистички план село Сопот КО Сопот општина Кавадаци донесено со одлука со број 08/3604/20 од 10.7.2019 година. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не. Одиме со гласање, против и воздржани. Дали има? Нема. Едногласно за. Точка број 12. Извештај за спроведени управни постапки за утврдување на правен статут на бесправни изградени објекти на територија на општина Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Доколку нема за збор, председателот на комисија, колегата Јосиф Стојанов, да го прочите заклучокот од комисијската расправа од вчерашниот ден. Колега Повели. После јас сакам збор. Колега нека прочита, колегата и после вие. Повели. Јосиф Повели. Нема. Ама зборувам, ама мутно е, кажи го. Да се уклуче, Јосиф, да се уклуче. Јосиф, не си уклучен, зборуваш, ама немаш глас, понови. Уклучи се, немаш глас. Колеги, Јосиф, ајде, моли, те замолуваме повторно, немаше глас. Оди крај ме. Само момент. Ајде, поново, Јосиф, немавте глас. Ајде, момент. Може, чекаме, ајде. Може. На вчера одржаната комисија за урбанизам, а врз основа на член 87 од статутот на општина Кавадарци, член 130 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци и расправајќи по извештајот за спроведени управни постапки за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, доставен од страна на секторот за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина, Комисијата за урбанизам му предлага на Советот на општина Кавадарци да ги донесе следните заклучоци. Од број 1 се усвојува извештајот за спроведени управни постапки за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, доставени од страна на секторот за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина. Број 2 се задолжуваат комисиите формирани за утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти да постапат по доставените барања од имателите на бесправни објекти и доказите за приклучок на комуналната инфраструктура или сметка за јавна услуга, мислам, заград струја, вода, а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци да достават изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправно изградениот објект е изграден пред стапување на сила на законот за постапување со бесправно изградени објекти, со што барателите ќе ја преземаат на сопствена одговорност дека бесправно изградениот објект за кој е поднесено барање е изграден пред влегување во сила на законот. Број 3. Сателитските снимки не се докази кои што се бараат во управната постапка и да не се постапува по нив. 4. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во службен гласник на општина Кавадарци. Тоа е ристина. Колега, благодариме. Лазар, дали после и ова заклучоците имаш збор, имаш повели? Благодарам председателе, почувам градоначалниче. Многу добар заклучок од вчерашната комисија. Еве сега еден апел ќе упатам, гледам РТК Марија новинарот тука, КТВ сигурно се тука. Овој заклучок да го истакнат јавно на нивните медиуми, ако може. Значи, прекрасен заклучок. Ние како советници, ево, овие 3 години, јас сум се соочил со доста луѓе кои што викат дека Google РЦ гледа, па не се гледа. Ево, третиот заклучок на комисијата вчера, и се надејам дека ќе го изгласам овој заклучок, вика, сателитските снимки не се доказ кои што се барат во управната постапка и да не се постапува по нив. Значи, за граѓаните да знаат, пак ќе кажам,
новинарите да си ја преземат улогата, да ги обавест граѓаните на Кавадарци по наше дека Google Earth не е задолжителен за легализација на овие објекти. И да знаат граѓаните од сега навеки дека Google Earth не треба да биде влезен ова. Мислам дека многу добар заклучок. Благодарам. Благодариме, колега. Колеги, одиме со расправа друг, ако нема, точка ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно, 19 за. Благодарам. Одиме со точка реден број 13. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за објекти надвор од плански опфат. Колеги, отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема, едногласно за. Одиме со точка број 14. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на бесправно изградени објекти со намена на земјиште. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема, одиме со гласање. Дали има воздржани и против? Не, едногласно за. Точка број 15. Предлог одлука за утврдување и се извинувам, точка број 15. Предлог одлука за уредување и опремување на детски игралишта во општина Кавадарци. Отварам расправа. Не бара никој збор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно за. Колеги, само ради јавноста и ради младите популации, градоначалникот го замолуваме да даде кратко образложување околу овој проект. Повели градоначалник. Почитувани, со оглед на тоа дека се покажа општина Кавадарци како добра општина во делот на подигање на зелени површини, еве оваа година во програма имаме за подигање нов парк до споменикот на Киро Крстев од 4000 квадрати. Општина Кавадарци има таргет оваа година да подигне нова зелена површина од 20.000 метри квадратни. Општина Кавадарци има по план оваа година да го продолжи реконструкцијата на градскиот парк Мишо Шкартов, накај јужниот дел кој што остана. Тука би го напомнал и ова одлука која што ја донесовте за уредување и опремување на детски игралишта во општина Кавадарци. Со оглед на местните урбани заедници кои што ги имавме и разговорите со нив, општина Кавадарци одвои буџет од реци 12 милиона денари за опремување на 10 локации, делумно нови, делумно постоечки локации за опремување со детски игралишта. Тие ги распоредивме по сите местни заедници, јас би ги потенцирал на кратко. Значи, до улица Црноречка, булевар Никола Минчев, улица Брушанска, Белкамен, населба Цветан Димов, во склоп на индустријското средно училиште, населба Глишич, ново игралиште, село Возарци, во склоп на детската градинка и основното училиште, село Дреново и сето тоа колокации ќе го заокружиме со една добра изградба на едни катчиња за деца кои што ќе може да го поминуваат своето слободно време во едни уредени, безбедни детски катчиња, каде што нормално во склоп со нивните родители ќе имаат убаво детство и убави спомени. Така да мислам дека ова инвестиција во уредувањето на детските игралишта на општина Кавадарци е од големо значење пред се за нашата млада генерација, меѓутоа и за сите жители. Благодарам уште еднаш за поддршката. Сакав да биде и јавно и транспарентно дека 10 локации се распоредени и по селските средини, и по руралните средини, меѓутоа и во градското подрачје. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Одиме со точка број 16. Известај за реализација на програмата за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственикот за 2019 година и 2020 година.
Колеги, дали има некој за збор? Нема, одиме со гласање. Воздржани и против, дали има? Нема, едногласно 19 за. Точка број 17. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за заштита и благосостојство на животните, третман на безумни кучиња, односно енергетски регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственикот за 2021 година. Дали некој бара збор? Не бара никој, одиме со гласање. Воздржани и против нема, 19 за. Точка број 18. Предлог одлука за откажување од корисничко право на нејзина ствар на КО Кавадаци. Отвараме расправа, дали бара некој збор? Нема за збор, одиме со гласање. Воздржани и против нема, едногласно за. 19 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 55/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, 19 за. 20 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 58/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, 19 за. Рик, Точка број 27. Молам. Откако ги изчиташ вие судските спогодби, сакам една информација да даде градоначалник. Мислам дека ние сме совет, а он градоначалник што има склучено до сега најмногу вон судски спогодби. Сакам заради јавноста да знае до сега општина Кавадарци у неговиот мандат и у нашиот као советници колку до сега вон судски спогодби се имат направено. Благодарам. Ако може, ако не. Колега, овие сега тука може да ги образложи, некој треба да враќаме сите седници назад, ни треба време. Не, информативно. Значи не мора ни сега, нека биде за другата седница. Ајде за другата седница, колеги, да можат службите да спремат материјал, да не одиме у заблуда. Благодарам. Благодарам и на вас. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП 62/20 поведени пред Основен суд Кавадаци. Нема расправа, одиме со гласање, 19 за. 22 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП 65/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, нема против и воздржан, 19 за. 23 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 54/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, нема воздржани против, едногласно за. 24 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 61/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, нема воздржани против, едногласни сме сите за. 25 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 59/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме, колеги, со гласање, нема воздржани против, едногласни сме за. 26 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 63/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, дали има воздржани против? Не, едногласни и овде. Број 27. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет ВПП број 64/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Одиме со гласање, нема воздржани против, едногласни. 28 точка. Предлог одлука за изведување и дополнување на одлуката за склучување ослободување од надоместок за користење на простор пред деловните простори за вршење дејност и намалување на висината на комуналната такса. Колеги, отварам расправа. Доколку никој нема разбор, го повикуваме градоначалникот, го замолуваме да даде објаснување ради граѓаните. Повели градоначалник. Почитувани, на барање на Сдружени угостители, односно пешки угостители Кавадарци, и јас како градоначалник и вие како совет, вклучувачи минатава година дека имавме тешка година за угостителството и за други сектори. Знаете дека донесовме одлуки лани каде што комплетно во некој момент беа ослободени од јавните површини за време на неработењето на самите угостителски објекти. И постои има уште една одлука каде што до 31.12.2020 со 50% надомест ги ослободени.
Исто ова одлука, еве за информација и на јавноста и на угостителите и за нивна поддршка, значи од 1.1.2021 до 31.3 до крајот на месецот ќе бидат ослободени 50% од надоместокот кој ќе го плаќаат за јавна површина. Ова не е мала помош во делот на јавните површини, затоа што некаде наши анализи кои што ги правевме, целокупната сума изнесуваше над 1 милион денари, така да со 50% поддршка, мислам дека ќе помогнеме делумно на угостителството. Угостителството Кавадаци, јас јавно ги повикувам сите угостители, макар и граѓаните, да си ги почитуваат мерките и протоколите во делот на COVID-19, да гостите и сите посетители бидат максимално безбедни во самите угостителски објекти, да не се штеди на оние средства за дезинфекција и да не се прекашуваат протоколите од 4 луѓе на маса повеќе и според капацитетите, затоа што и сами знаеме дека Кавадарци долг период немаше ниту еден заболен. Општина Кавадарци заедно со целокупните служби, јавните предпријатија, образовниот систем, советници, одржувавме редовно седници, одржувавме кризни штабови, каде што носевме квалитетни добри мерки, правевме дезинфекции, правевме уредување на целокупните акти. Меѓутоа, со самото подигање на пандемијата, се издигнавме до една висока граница на заболени. Јас сум убеден и уверен дека како граѓани, како угостители, како целокупно население, доколку малку повеќе се погрижиме во делот за нашето здравје и за здравјето на луѓето, дека тоа може да го стигнеме на пониско ниво, а сето тоа ќе придонесе за поквалитетен и подобар живот, особено за луѓето во општина Кавадаци, меѓутоа е во целата држава. Тука морам да потенцирам да кажам дека Министерството за здравство при општата болница со проширена дејност од пред 2 дена почна да ја монтира ковид болницата. За 3 до 4 недели ќе биде комплетно завршена, макар што тоа немаме потреба. Гледав коментари некои на интернет кај што викаат зошто ја монтирате, пандемијата завршува и така натаки. Не, тоа е инвестиција од траен карактер. Таа болница ќе биде во едно време инфективно одделение, така да ако нема ковид, дај Боже да заврши побрзо, инфекциите сегаш постојат, инфективното одделение треба да е посебно од самата болница. И тука знаете и она одлука која што компанијата Кожучан ќе ја донеси за донација преку фондацијата Никола Јанчев, комплетно ќе опремиме ковид болницата и операционите сали со централен кислород во делот на болницата. Така да мислам дека простор за паника нема, меѓутоа сакам да го кажам на дистанца, на чување на луѓето и на укажување на припазување на оние мерки кои што ги има, за да не дојдеме до ситуација пак да се зголемуваат бројките. Благодарам. Благодариме градоначалник за иницијативата и благодариме на компанијата за акцијата за пременување на болницата. Колеги, ако нема кој да збори точката, молам. Видите, у контекст на ова за компанијата Кожурчанка, е вака да знаат и советниците, да знаат и граѓаните на општина Кавадарци. Кога беше земјотресот у Петриње у Република Хрватска, колку што знаете сите, макарски општина Кавадарци се збатимени градови или хрватски што ни викат градови пријатели. Општина Кавадарци и градоначалникот и неговата компанија Кожучанка беа први што донираа помош за Република Хрватска. Градоначалникот мислам дека доби благодаренца за тоа, доби советот благодаренца за тоа од градоначалникот на Макарска, господинот Јуре Бркан. Така да тоа беше една акција измеѓу мене и градоначалникот у касните ночни сати и тебе, председателе. Мислам дека се покажаме на делово и како град, и како совет, и како луѓе, и како градоначалник. Јас сум често у контакт со Макарска, градоначалникот е у контакт, малце на повисоко ниво, така да луѓето се крајно благодарни за нашиот гест. Уште еднаш благодарност до градоначалник, до компанијата негова и до совет. Благодарам. Колега, благодариме и на вас. Изјавите на благодарност се пренесени во
комплетна Хрватска, тие се благодарни на односот на нашата држава и на нашата општина, посебно на градоначалникот и на компанијата Кожувчанка. Ние уште еднаш им се заблагодариме. Ако нема друг за дискусија, да одиме со гласање. Дали има против, воздржани? Нема. Едногласно за. Точка број 29. Предлог одлука за примење на движна ствар патничко моторно возило Мерцедес од Агенција за управување со одземен имот Скопје. Дали има некој за збор? Не. Одиме со гласање. Нема воздржани против, едногласни сме и овде. Точка број 30. Предлог одлука за примење на движна ствар товарно моторно возило Volkswagen од Агенција за управување со одземен имот Скопје и давање на трајно користење без надомест на јавно предпријатие паркинг Кавадаци. Колеги, отпарам расправа, никој нема разбор, одиме со гласање, нема воздржани против, едногласно 19 за. Точка број 37, предлог одлука за примање на движна ствар, еден комплет сет спасувачки систем од Дирекција за заштита и спасување и давање на трајно користење без надомест на територијална противпожарна единица Кавадаци. Одиме со расправа, не бера никој збор, давам гласање, нема воздржани против, едногласно 19 за. Точка број 32, предлог одлука за примање на движна ствар, еден сет комплет сет воздушни перничења од Дирекција за заштита и спасување и давање трајно користење без надомест на територијална противпожарна единица Кавадаци. Отварам расправа, никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. 19 за, благодарам. Број 33, предлог одлука за примање на движна ствар, патничко специјално моторно возило од јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадаци и давање на времено користење без надомест на територијална противпожарна единица Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Никој нема разбор, градоначалникот за мало презентирање на добрата намера на Општа болница Кавадаци. Повели градоначалник. Почитувани, јас бе искоментирал точка 29, точка 30, тука општина Кавадарци на барање наше од Агенцијата за одземени ствари доби Мерцедес Б класа патничко моторно возило за инспекцијските служби на општина Кавадарци и доби товарно моторно возило Volkswagen, кој што го даваме на ЈП Паркинзи Кавадарци. Овие две возила ќе бидат во функција на едното на инспекцијската служба на сообраќајот на општина Кавадарци, другото на ЈП Паркинзи. Тука сакаме да голема благодарност и до владата, меѓутоа и до Дирекцијата за одземени предмети, пошто со двете возила фактички ние доста заштедуваме, ние инвестираме во делот на купување на возила. Исто така сакам да се заблагодарам и на Дирекцијата за спасување и заштита за несебичната поддршка за нашата територијална противпожарна единица во Кавадарци, за давањето на овие спасувачки системи од дирекцијата, како сетови, воздушни перничиња, макази и другите работи. И морам да потенцирам да кажам дека нашата противпожарна единица, можам слободно да кажам дека е една од најдобрите во целата држава. Тука би сакал една голема благодарност пред се да искажам и до дирекцијата за ваквата поддршка, меѓутоа и до командирот на противпожарната единица, меѓутоа и на сите пожарникари кои што ги имаме на број 27 за нивната несебична и неуморна работа. И сами знаете кога беше пожарот во Струмица во Глобал, нашите пожарникари успеа да бидат меѓу првите кои што стигнаа таму несебично на повик, дојдоа од дома и за саат и 15 минути беа во Струмица со целокупна опрема да помогнат. Уште еднаш благодарност до нивните семејства за тоа што за мене пожарникарството и секоја униформирана работа е хумана работа и треба да се цени. Исто така да се благодарам и на општата болница за давањето на возило специјално, тоа е едно возило ладна нива кое што не го користеше општата болница, го оспособивме и го земавме да биде за противпожарната единица во Кавадарци. Така да е една благодарност до сите институции, до владата, до пожарникарите и едно уверување до нашите граѓани дека не дај Боже да имаме немили настани, меѓутоа нашата противпожарна единица е спремна на највисоко ниво. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, ако не бара друг збор, одиме со гласање.
по точка 33. Нема воздржани, нема против, едногласни. Точка број 34. Предлог одлука за примање донација материјално добро, метални столови за тротоари од Друштво за производство, трговија и услуги Кошумчанка ДОО УВОЗ Извоз Кавадарци. Одиме со гласање, 19 за, благодариме на компанијата. Точка број 35. Предлог одлука за примање донација материјално добро, техничка документација, проект за инфраструктура, градежен и основен сообраќајен проект од Друштво за услуги, трговија и производство Welcome Trade ООО ЛК Кавадарци. Одиме со гласање, нема воздржани против, едногласно 19 за, благодариме и на Welcome Trade. Точка број 36. Предлог одлука за ослободување од финансиски предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2021 година опожарени објекти. Давам на гласање, нема воздржани против, 19 за. Точка број 37. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за јавни паркиралишта парки Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор. Точка ставам на гласање. Нема воздржани против, едногласно 19 за. Точка број 38. Изменување и дополнување на годишен финансов план на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадарци 2021 година, донесено од управниот одбор на јавна општинска установа локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадарци. Отварам расправа, доколку никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Дали има воздржани против? Нема, едногласни сме сите за. Точка број 39. Предлог одлука за субвенционирање на јавна општинска установа на локален вински музеј за регион Тиквеш Кавадарци. Отварам расправа, доколку никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Не, едногласно 19 за. 40 точка. Извештај за архивски број 0202/2 од 5.12.2020 година за активности на КСП подиум Јадро Кавадарци за 2020 година донесен од управниот одбор. Отварам расправа, доколку никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Не, едногласно 19 за. 41 точка. Изменување и дополнување на финансискиот план за работа на подиум Јадро Кавадарци за 2021 година донесен од управниот одбор. Отварам расправа. Дали некој има разбор? Не. Ја ставам на гласање. Нема воздржани против. 19 за. Точка број 42. Предлог одлука за субвенционирање на подиум Јадро Кавадарци. Отварам расправа. Кој има разбор? Никој. Давам на гласање. Едногласно 19 за. 40 точка. Извештај за работењето на општински совет за превенција против малолетничка деликвенција за град Кавадарци 2020 година. Отварам расправа. Никој нема разбор, ја ставам на гласање. Има ли воздржани против? Не, едногласно 19 за. 44 точка. Програма за работа на општинскиот совет за превенција против малолетничка деликвенција за град Кавадарци 2021 година. Колеги, отварам расправа. Нема никој збор, точка ја ставам на гласање. Нема воздржани, нема против, 19 за. 45 точка. Предлог одлука за давање согласност на информација со архивски број 03/74/1 од 1.21.2021 година, донесено од директорот на јавно предпријатие Комуналец Кавадарци. Отварам расправа, нема никој збор, точка ја ставам на гласање. Нема против, нема воздржани, 19 за. Точка 46. Одлука со архивски број 02/64/5 од 20.1.2021 година за усвојување на ценовникот за одржување на локални патиши на територија на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Нема никој збор, точка ја ставам на гласање. Нема воздржани против, 19 за. Точка број 47. Одлука со архивски број 02/64/4 од 20.1.2021 година за усвојување на ценовникот за одржување на полски патиши на територија на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Нема никој збор, точка ја ставам на гласање. Дали има воздржани против? Нема, 19 за. Точка 48. Одлука со архивски број 02/64/3 од 20.1.2021 година за усвојување на ценовникот за одржување на сообраќајни знаци и столови на територијата на општина Кавадарци и за одржување на урбана опрема на територија на општина Кавадарци. Отварам расправа. Донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Дали има воздржани против? Нема, 19 за. 49 точка. Одлука со архивски број 02/64/2 од 20.1.2021 година за усвојување на ценовникот за одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП
ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точките ја ставам на гласање. Нема воздржани, нема против, едногласно за. 50 точка. Одлука со архивски број 02053/1 од 15.1.2021 година за утврдување на висината на бодот за плати за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од директорот на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точките ја ставам на гласање. Нема воздржани, против, 19 за. 51 точка, одлука со архивски број 117/1 од 15.1.2021 година за утврдување на вредноста на бодот за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Паркинг Кавадарци, донесено од директорот на ЈП Паркинг Кавадарци. Отварам расправа, никој нема разбор, точките ја ставам на гласање. Нема воздржани, против, 19 за. 52 точка, измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2021 година јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци, донесена од директорот на истоимената. Отварам расправа, не бра никој збор, точки ја ставам на гласање, нема воздржани, против, 19 за. 50 точка, предлог одлука за ажурирање процена на загрозеност на подрачите на општина Кавадарци од сите ризици и опасности. Отварам расправа, колеги, не бра никој збор, точки ја ставам на гласање. 19 за. 4 точка. Одлука со архивски број 04/642/3 од 10.12.2020 година за утврдување на грижни ствар, донесена од училишниот одбор на општинско основно училиште Стар Пинџур Кавадарци. Отварам расправа, никој нема разбор, одбија со гласање, нема воздржани, против, 19 за. 55 точка. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување 2021 година во општина Кавадарци. Отварам расправа, дали некој бара збор? Не бара никој, одбија со гласање. Дали има воздржани, против? Нема. 19 едногласно за. 56 точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект регулирање и уредување на речно корито на река Луда Мара. Колеги, отварам расправа. Нема за збор. Точките ја ставам на гласање. Нема воздржани, против, едногласно 19 за. 57 точка. Предлог одлука за давање согласност за размена на недвижни ствар во собственост на Република Северна Македонија и општина Кавадарци, корисник центар за управување со кризи Кавадарци со недвижни ствари собственост на општина Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точки ја ставам на гласање. Нема воздржани, против, 19 за. Точка 58. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2021 година. Дали бара некој збор? Не бара никој. Одбија со гласање. 19 за. Точка 59. Одлука со архивски број 02/93/3 од 27.1.2021 година, донесен од донација за остварување на градски клуб за АД градски раковен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Никој не бара збор, одбија со гласање. 19 за. Колеги, со ова исцрпен дневниот ред. Ви благодарам. Градоначалник, да не барате обраќање или да затвараме? Па јас само ги поздравам колеги советници. Да благодарам на совкупната дискусија и одржаната седница. Да посакам успех и понатаки. Ова година ни е последно мандатот од овој мандат, така да треба уште повеќе да сработиме и во интерес на луѓето да тоа го се гледат. Мислам дека овие 3 години работа макотрпна се исплати целата ситуација, така да очекувам понатаки да имаме уште поплодна, подобра соработка, нормално и продолжување на кариерите на многу луѓе околу нас, заедно со службите, се во интерес на граѓаните. Но овој дневен ред од 51-та седница, мислам дека се донесија добри точки во делот на развојот на општина Кавадарци, точки во делот на она што ни значи иднина за општина Кавадарци и добро е прашањето кое што го постави советникот Турманџев, колку имаме до сега донесено спогодби во делот на експроприација на имот на општина Кавадарци. Јас само едно можам, че ги зајаве дека биде ова задолжение за службите да извадат точно, вклучувајќи и ова седница, колку имаме донесено спогодби. Ја мислам дека со нашето функционирање 3 годишно и како градоначалник и како совет, дека 98% ги решаваме спогодбено сите експроприации кои што општината во тој дел ја кошта многу поевтино, луѓето не се малтретираат,
не одиме во управни и судски постапки и нормално со тоа не се прават дополнителни трошкови за непотребни такси, адвокати и други трошкови, пошто сепак општината го застапува оно што значи јавен интерес, а граѓаните треба да се свесни за таа работа дека јавниот интерес се гради заеднички. Претходно погодбите воопшто не биле пракса да се практикуваат евака на совети да се прават како спогодби, меѓутоа наша перцепција и одлука е дека ова е правиот пат кога со граѓаните има спогодба и со граѓаните експроприацији ги завршуваш во побрзан можен рок на обострано задоволство и на јавен интерес. Благодарам, имате убав викенд, па се гледаме на наредна седмица, се надевам дека председател ќе биде ужива ако малку пандемијата ни стише, за да можеме да имаме поплодни и подобри дискусии. Благодарам. Благодарам ви, градоначалник. Ние секогаш посакуваме да бидат онлайн седниците последна, се надеваме дека стварно ова ќе биде последна, градоначалник. Благодарам на колегите и со ова ја затварам 51-та седница. Благодарам. Благодарам.